Почитувани гледачи на otv.mk, добре дојдовте во второто издание на Отворени муабети. Денес гостин во нашето студио е Андри Ивановски, теолог и председател на невладината организација Платформа за креативни концепти. Добре ни дојде, Андри. Добро ве најдов. Фала ти што ја прифати поканата да поразговараме малку за невладината и истовремено да поразговараме она што се договараме повеќе време, да кршиме малку табуа во Точно така. нашиот град, регион, па и на државно ниво сега немаме ограничување кој не гледа. Па така да почнеме со денови на Свети Кирил и Методи и денови на Свети Климент Охридски, се двата проекти кои што креативни концепти ги работеа изминатава година, тоест минатата 2024 година. Така. Па ајде вака како што сум пишал овде кога тргнеме, како дојде воопшто до идеја да направиш невладина организација и зошто баш првите проекти или ако не се први меѓу барем кои што стана повидливи за јавноста се денови на Свети Кирил и Методи и денови на Свети Климент Охридски. Најпрво сакам да ви се заблагодарам за поканата. Поздрав до вашите гледачи. Самото здружение Платформа за креативни концепти беше создадено или основано во еден начин како здружение, како граѓанска иницијатива за подигнување на свеста кај општеството и кај одредени поединци кои имаат некаква креативна цел, кои сакаат да се изразат на некаков поинаков начин и да имаат некакво влијание во општеството. Самото здружение се занимава со организирање на некои проекти на организации, не мора само да се занимаваат во сферата на образованието, во сферата на културата, во сеопшто во било која сфера. И затоа имаме настрана од проектите денови на Свети Кирил и Методи и денови на Свети Климент Охридски. Самото здружение се занимава и со одредени други настани, како организирање на настани како велокултура, запознавање со историјата преку велосипедизмот. Конкретно проектите денови на Свети Кирил и Методи и денови на Свети Климент Охридски беа една појдовна точка од каде што имав за цел јас да можам да се постигне еден начин во смисла самата идеја на проектите денови на Свети Кирил и Методи беше прегледувајќи самата програма, наставна програма во образовниот сектор, во самото образование што ја изучуваат децата и изучувањето за животот и за делото на Свети Кирил и Методи, исто така и на Свети Климент Охридски, увидов дека има доста малку материјал со кој се занимаваат тие, да речам, тие професори, тие наставници, и самата идеја беше да научат нешто повеќе. Резултатот кој го увидов кај учениците во еден одреден временски период, тестирање, прегледување, со што се занимаваат, основните цели со кои би требало да учениците да имаат некаква појдовна точка за својата историја, за својата писменост, за својата значајна улога на македонскиот народ и секаде во светот, беа многу оскудни во тој домен. Што научија од овој проект, еве да кажеме,
од проектот Денови на Свети Кирил и Методи, што научија децата повеќе за самите Свети Кирил и Методи од тоа што го учат во учебниците по историја, во училиште. Гледајќи програмата со која работат наставниците, видов дека е доста оскудна и по барање во соработка со би сакал да ги поздравам професорите со кои може да соработувам. Тоа беа наставничката Наташа Кулевска, професорот Александар Джинго и наставникот Горијан Василевски, со кои споделија со мене доста интересни идеи за проекти кои тие имаат за некакво барање да можат настрана од својата програма наставна нешто да предадат повеќе што знаат на децата за Свети Кирил и Методи. И тоа беше поедовната точка за да се создадат ваквите проекти. Добро, во главно е се грубо да земеме дека и од она што сме го учеле ние, да речеме, јас и ти сме 10 години разлика, горе-долу по ист образовен систем и програма сме учеле, сега новиве генерации учат, ама не верувам дека за тоа нешто многу е скратено или додадено, тоа е истиот материјал. Она што беше основно и што треба да го знаеме дека тие се словенски просветители кои што ја напишале глаголицата и го описменувале словенскиот народ на Балканот за да би можеле да она кој што го зборуваат да го напишат со словенски букви кои што до тогаш го пишувале во главно со грчка азбука. Тоа е она грубо вака накратко кажано. Што дополнително во вашиот проект им се пренесе на децата од тие се словенски просветители од нивната дејност? Во самиот проект имавме за цел тоа она што е дополнително да се научи големато влијание и значајноста на самата азбука глаголица како еден сегмент во нашата историја, во која ние онака паушално децата ја учат моментално сега во образованието и ова беше еден поттик што повеќе да се занимаваат со нези да ја научат. Бидејќи сегментот што секоја буква во глаголицата си има свое значење и си има свое име и свој потекло од каде потекнува, самото дава голема значајност и дополнително ја крива цената на таа азбука. И јас мислам дека таа азбука е лошо заборавена во историјата и мислам дека треба, можеби не мора да се врати да се зборува, но да се практикува во еден начин на мислење како човекот може да размислува. Не значи само она што го пишуваме ние да го зборуваме како што е напишано, но всушност тука имаме еден поттик како да се развиваме психички, дека во она што е напишано, дека си има свое длабоко мислење, си има и двонаменска мисла и тоа ја крева цената на една писменост во кој видите во самото образование тогашно во средниот век како успеале Свети Кирил и Методи да направат азбука и да ја дадат големо влијание за да ја кренат цената баш на оно што го зборувале самите словени, меѓу кои македонците. Па како успеале? Многу едноставно биле ангажирани професионално, царски двор му било платено за тоа. Не само тоа што биле платени, во ред тоа, но гледаме настрана... Како и секој просветен работник денеска, за секој научен труд за кој што би го збогатил знаењето или би подготвил нова програма. Така. Луѓето биле ангажирани од царски двор, ја напишале и пред се му била основната цел била да се преведе Библијата. Апсолутно. На словенски јазик. Апсолутно. И истовремено во тој период се уште недохристијанизираното население да се христијанизира. Таа е основната цел на нивното действување. Во учебниците во кои што ние го учевме, ова го нема. Го немаше, да. Дали ова, затоа сакав те прашав што дополнително научиле, дали овие делови се објаснети на тие деца кои што беа делови од овие проекти и
би те прашал како децата се пријавуваја на тие проекти, како воопшто дали беа вклучени училиштата или беа индивидуално родители си ги носеа децата во невладината за да би научеле нешто повеќе. Така. Значи, самиот проект беше составен од 3 сегменти, од 3 предмети во кои се работеше, односно во 3 работилници. Тоа беше првата работилница по историја, по ликовна уметност и по македонски јазик. Беа избрани деца по слободна волја, им беше соопштено во училиштата, како може да пристапат до проектот, апсолутно во соработка со сите основни училишта од градот Прилеп, но исто така и се пријавија ученици и од Долненската општина. Тоа им беше представено, огласено преку нивните наставници и преку директорите нивни, како еден проект во кој што можат ученици кои имаат навистина поголем интерес за таа тема, за таа тематика, да можат да научат нешто повеќе. Значи беше во слободна волја. Секој ученик се приваше во слободна волја, исто така во согласност со своите родители. Се работеше, како што кажав, во три предмети и целта на секој предмет се работеше во 3 работилници. Да речам, можам вака едноставно да се каже дека месец април и месец мај беа посветени на Свети Кирил и Методи. Организиран проектот беше во работилници и тоа е една интересен начин како се работеше. Се користеја административните простори на храмовите на главните храмови во градот Прилеп. Храмот на Свети Кирил и Методи Параклис, Свето Благовештение Стара црква и Света Петка во Точила. Се користеја поентата на користењето на административните згради и на црквите беше децата, односно учениците, многу повеќе да ја осетат близината на црквата, односно близината на црквата како дом, не само како еден храм каде што можат да запалат свеќа или само да ја посетат и да се помолат, но исто така да осетат црквата како свој дом, како нешто што е нивно, бидејќи понатаму тоа останува нивна оставштина. Ако зборуваме дека учесници во овие проекти се ученици од основно образование, тука правиме вовед дека зборуваме за малолетни деца. Така. И исклучително рана возраст, кај кој што па и психолозите велат дека кај децата нема уште не развиено и центар за логика или центар за common sense. Колку е добро да се прават проекти каде што една организација во соработка со училиштата, работилниците би ги одржувала во верски храмови. Затоа што на крајот на краиштата правиме вовед дека Македонија е секуларна држава. Кога ќе отидеш во едно училиште, таму може да има и муслимани, таму може да има и атеисти, таму може да има и католици, таму може да има и сега одеш со еден проект кој што алудира преку образовна институција само на еден дел од населението во државата. Не е малку во коализија со уставот, како секуларна држава? Јас мислам дека светите браќа Кирил Методи се словенски и македонски просветители и тоа е секаде сеопшто прифатено. И во доменот на нивното дело и на нивниот живот, мислам дека воопшто ние не се занимаваме само со православните или оние кои се верници во православната вероисповед. Не. Воопшто, значи, поканети се и муслимани, се и католици, и протестанти, значи секакви деца, бидејќи делото на Свети Кирил и Методи не беше направено само за православните, туку беше сеопшто направено за сите македонци и словени да можат да зборуваат на јазикот, за да можат да разберат. И поентата на самиот проект е да се поттикни тоа нивно дело и да се афирмира, бидејќи и во денешно време доаѓаме до еден таков сукуп на интереси,
да сме приморени да го живееме животот на модерното и да одиме по насоките према она што нас ке ни се принуди од страна, од запад. Ете ги во иста ситуација биле и светите браќа Кирил и Методи. Зошто ги викаме свети? Бидејќи преку нивното дело кој го посветиле во Христос, во Христа, и тие она што го направиле како дело, како свето дело, што ја просветлиле една цела плејада на народи, тоа ги направило нив свети, бидејќи се приложиле од Бога, она што го добиле од Бога како вдахновение, им го дале на народот. И ете сме во една таква ситуација сега, да можеме таквото дело нивно да го афирмираме за да постигнеме многу повисоки личности во смисла на описменувањето. Без разлика на секуларизацијата, настрана и другите знаеме многу плејада на многу доста други организации кои исто така делуваат во образованието, а ние сме христијани. Во Македонија сме христијани, самото во уставот ни е запишано, а тоа не го користиме. Имаме вака во уставот, не е запишано тоа дека сме христијани. На секој попис, секој индивидуално се изјаснува што е по национално, што е по верска исповест и така натаму и така натаму. Затоа спомнав дека светите Кирил и Методи се интернационални. Ако разговараме дека од христијанска гледна точка го просветлиле, од некоја друга гледна точка, можеби некој ги восприема тие движења како само ги вкалапиле во еден калап од одредени делови на население, кои што до тогаш не биле приклонети кон христијанството. Во ред, но самиот резултат го говори спротивното, сакам да кажам. Бидејќи ако направиле лошо нешто тие со тоа што го просветлиле народот преку верата, до сега немаше да имаме таква азбука, немаше да имаме глаголицата, ако не беше прифатена од народот. И затоа мислам дека нивното дело заслужува афирмација, бидејќи не е само во една материјална смисла од описменување на народот да може да чита и да пишува, но исто така и духовно да мисли. Зарем тоа не е една голема придобивка на еден човек да може да му се отворат духовните очи, па да го спознае светот на многу подобар начин, отколку според, да речам, устав и според законите. Па добро, според устав и закон, ако зборуваме дека народот се просветлува духовно со спознавањето на одредена религија или како се возлюби во Христа, како што христијаните љубат да кажат, од друга страна, па и можеме да зборуваме дека во 21 век, во 2025 година, имаме уредени држави кои што имаат закони, кои што имаат правила на живење за сите жители или сите граѓани на таа држава. Така да не мислам дека ако во 21 век веќе се уште функционира тоа, ако би бил добар христијанин, би бил и добар граѓанин. Според мене, важно секој да биде добар граѓанин, да си го плаќа данокот, да работи, да го подобрува општеството, да биде критички настроен кон секоја една појава која што го уназадува општеството и така да можеме да ги гледаме многу аспекти сите тие работи. Затоа велам дека треба на децата да им се остави малку повеќе воздух да дишат, затоа што се од секаде нападнати. Ако ги напаѓаме ние од 7 годишна возраст со образовен систем кој што е таков каков што е, општество кое што е такво како што е, можеме да им оставиме барем религијата на ниво на култура, на ниво на традиција, да биде прво пренесено од нивните родители како што се пренесува, како што не била нас пренесена, па со зреењето да се одлучат дали тоа е од тие дома секако во 90% од случаите им кажуваат дека се христијани, православни и така натаму. Ако овдека веќе од друга страна им се кажува тоа и слободното време кое што им го поминуваат таму, истовремено на училиште, како што кажавме, за образовен систем исклучително дискутабилен веќе во последните години. Апсолутно. Само правиме никалапчиња кои што само ќе бидат од мали задоени да следат некакви правила и тешко ќе можат да излезат
од тие рамки за да би станале, не знам, да бидат личности со пошироки погледи? Јас би рекол малце поинаку, не дека не се согласувам, но би кажал дека главниот дом и главното место од каде што треба да потекне воспитанието на младата генерација е самиот дом. Не случајно во црквата е кажано дека првата црква всушност е домашната црква, од каде што треба да се учат децата. Не би рекол дека 90, процентуално 90% се христијани. Според попис, да, апсолутно. Но резултатите што даваат и она што го гледаме на дело и во просторот и во јавниот простор како што се користи, гледаме дека тоа не е така, дека воопшто спротивно е и дека децата да им се даде да мисли апсолутно, значи самата поента на христијанството е слободното мислење. Не знам од каде би потекнувало таквото мислење дека тие се пренатрупани, бидејќи самото верско образование во христијанството настрана и во муслиманите, и кај католиците, и кај протестантите, и кај другите деноминации, исто така ти го практикуваат. Ние сум видел доста примери каде што муслиманските деца многу добро и многу пажливо си ја познаваат верата и се насочени кон тоа и многу добро ја познаваат. Додека христијанските деца, кои сме према уставот христијани, можам да кажам дека 90% од децата не си ја познава воопшто својата вера, а настрана да зборуваме со нив за пошироко мислење, воопшто настрана и во науката, па и во другите дисциплини. Поентата на овие проекти беше да можат тие да вкусат, односно да го видат начинот на мислење како христијаните правилно го мислиме. Не според традицијата, не според културата, туку самата вера го надминува и културата и традицијата. Бидејќи ако не постоело верата во Христа, ете имаме ние една прекрасна историја македонскиот народ има каде што уште од првите векови кога свети апостол Павле дошол на македонската земја, тој се фали со македонците бидејќи се слободумни. Тие ги фали пред коринтјаните каде што му вика останатите народи за своите браќа во Ерусалим дава од вишокот свој, а македонците даваат својот недостаток, односно од она што го поседуваат. И тоа мислам дека тие библиски цитати не би ги зел здраво за готово, затоа што Библијата, ако земеме да ја разглабаме не мора да Стар Завет, ако само Нов Завет, ако земеме да ги разглабаме работите, че треба да забегаме многу не само како историски факт. Да останеме Свети Кирил и Методи, јас сакам да зборуваме малку и за воопшто за 21 век и за 19 Не, поентата ми беше дека еден народ, доколку не си ја познава својата историја и својата географија каде што постои, и значењето на народот свој во историјата, тешко, барем во одредени ситуации, во одредени народи кои што сме ги виделе, дека може да погледне пошироко кон иднината. Мислам дека историјата е еден начин, една Библија, самата Библија една читанка, самиот збор е читанка, каде што ние имаме можност да се спознаеме себе си, да гледаме пошироко животот. Сега, само сега вака сакам да го завршиме овој дел од Муаветов. Ако ние се сметаме за народ кој што не си ја знае добро историјата, не си ја знае својата улога во историјата и неговото значење, за нашите соседи може да тврдиме комплетно обратно. Дека се исклучително добро подковани, уште многу мали да се сум учел во соседна држава, така да знам колку се добро подковани. Муаветов ми е, ако народот кој што не си ја знае историјата не може да гледа напред, овие си ги знаат. Во каква состојба според тебе и духовна и како држави се Бугарија и Србија? Нешто поголем, некоја разлика има од нас? Не би рекол, не сакам да осудувам и да гледам разлики. Не осудувам, чисто правиме паралела на народ кој што не си ја знае и народи кои што си ја знае. Така, јас можам само да кажам и да констатирам дека гледајќи ги, бугарите, србите, грците, гледајќи го нивниот пример, како кон верата гледаат толку слободно
и толку ја гледаат суштински верата и има доста многу организации, издруженија и веронауката која се практикува таму, доста нивниот живот, црковен живот е доста значително зголемен и си е сакаат многу доста државата. Наспроти, младите кои, еве да гледаме кој е еден непобедлив пак, дека младите си заменуваат многу од нашата држава и се повеќе се празни. 3 милиони бугари се иселени од кога влегоа во Европска унија од 2007 година, од 8 милиони држава се веќе... Така, исто се согласувам. Моабетов ми е дека светските трендови се секаде исти. Значи, од секаде се гледа да се оди на подобро. Ние не сме 19 век, не сме 7 век. Гледаме, имаме интернет, имаме телевизии, имаме се на дланка. Секој еден човек сака да му е топло, да е добро нахранет, да си ги плати сметките. Веројатно тука религијата или во верата нема никаква улога. Не, Моабетов ми е затоа се селат луѓето, а не затоа што не си ја знаат историјата и не си ја сакаат државата. Ако правиме Моабет за она декларативно сакање на државата со веење знамења и пеење патриотски песни, секаде не, исто. поентата на мојата констатација беше зошто, бидејќи и настрана Србите и бугарите настрана имаат своји црковни заедници. Можам да кажам каде што сум бил јас. Сум слушнал дека во Брисбен, например во една Австралија, македонци има околу 15.000, а срби има околу 8.000. Во самиот град, на главните места, на главните площади, има секаде околу 5 српски цркви, и кои се изградени, и во кои имаат црковен живот, додека нашата црква, во која има многу повеќе народ, е една и не е доизградена и немаат никаква иницијатива за да се доизгради. Сакам да кажам дека нивната, значи, како што почнавме, како што ме прашавте, дека колку тие посветуваат време на тоа образование во верата. Ете се гледа тој резултат. Бидејќи имаат тие црквите. Резултатот е што имаат цркви, ги посетуваат тие црквите и се извор на образование. Во Канада и во Америка, државите им се на Балканов кои им се матичните им се распаѓаат на ист начин како и нашата. Не зборуваме за државите. Мене ми беше поента за образованието на децата и на личностите нивни. Ние исто така имаме потенцијал, апсолутно. Но треба да се искористи тој потенцијал. Каде и да се македонците? Апсолутно се согласувам дека треба, но за тој е многу поширок разговор како треба да се сака државата, што значи чувство за своје, за својина, и пред тоа се тргнува од самиот себе си, па после се разграднува на... Но битно е да се знае историјата на самиот себе си. Ќе го завршиме тука за Свети Кирил и Методи, може да биде и како преод, еве, спомнавме за, јас малку едначнав дали е во коализија со уставното уредување на држава во функционирањето на одредени проекти, али ова сакам малку пошироко да го поставам. Ова Македонија е секуларна држава, работат ли приврзаниците на црквата и самата црква врз суптилно кршење на уставот? Би го проширил со тоа дека свештените лица кои што по устав и закон треба да се ги гледаат црковните работи, секогаш излегуваат и се изјаснуваат за општествени движења, за општествени настани кои што апсолутно не им ја загрозува не им го загрозува функционирањето, а излегуваат да кажат што мислат, а никој не ги прашал. И се случува одредена група, да речем, која што бара одредени права, која што е малку и полиберална и така натаму, и само едноставно да се обрати кон црквата, никој не те праша. Остајме да си ги барам правата. Така? Ништо ја не ти велам ти да не постоиш. Не ти велам ти да ти ги загрозам твоите права. И ако ти на таков начин како полиберален човек,
кој што на тој кој што ти се меша во барањето на твоите права, само му рекош чути, одма си осуден, одма си на тапет, затоа што како што рековме 90% од населението е религиозно тука и Па искрено ти кажам, истовремено не си загрозен, на реално луѓе кои што се загрозени им се мешаш во како да си ги прават. Од тука сакам да тргнеме дали се секуларизм. Искрено би сакал да кажам дека во Македонија по устав секој има право да си каже своето мислење. Апсолутно. И секој има да бара, секој има можност да бара каде сака. Во тој домен црквата, да речам, бидејќи потекнува од народот, еве да кажем малце една дигресија да направиме, самиот зборот црква, во самата етимологија на зборот црква и доаѓа од зборот еклесија, што значи народ. Доколку не постои народот во една црква, нема да постои ни самата црква. Критичкото гледање на црквата спрема одредени маргинализирани, само кажани маргинализирани групи, еве би спомнал ЛГБТ групите, било кој што сака да бара права, црквата гледа критички кон нив. Не дека им забранува, бидејќи ја нема таа можност да му забрани да си ги бара своите права, но самата критика, не само црквата, може и секој да даде кон нив критика. Ама не исто кога ќе излезам јас, да кажам нешто против ЛГБТ заедницата и не исто кога ќе излезе патриархот да каже. Така. Така да и однака се тие стигматизирани реално црквата е институција со најголема доверба во државата. Фала Богу. Фала Богу. Јас би рекол така. Дали муабетов ми е ако христијанството учи да се грижиме за послабиот, така? За немојчниот, да подајме рака. Реално секоја маргинализирана група е послабиот. Црквата, да не се разбериме погрешно, никаде во ниедна нејзина критика не го осудува послабиот. Апсолутно подава рака. Апсолутно. Јас не знам каде и во кој начин некој би дошол и би констатирал дека црквата ги осудувала или не му подала рака. Апсолутно секаде подала црквата рака. Но како се гледа на тоа? Значи црквата дава конструктивна критика према нивниот начин на живот. Конструктивна критика. И слушајте ве вола. Значи кога зборуваме за 21 век и општество кое треба да се стреми кон нешто што е посовршено, напредно, пајде да видиме црквата во кој домен е понапредна. Зошто да не? Главната констатација на критиката на црквата спрема ЛГБТ групите и останатите групи кои имаат поинаков начин на живот, не е против нив, против самите личности, против туку она што не дава плод. Значи црквата дава критика према она што не дава плод. Во тој домен. Во каква смисла не дава плод? Па во самата смисла на бракот. Еве да гледаме. Или имаме пандан како Адам и Ева. Значи од машкиот имаме машки пол и женски пол. Женскиот и машкиот пол даваат плод. Така, а што правиме со оние христијани, веруваат, се венчале во црква, така, и од медицински причини не можат да имаат плод? Тоа се медицински причини. Ама дали тоа е основната, дали тоа да дајме плод не е основната причина на смислата на нашето постоење? Па, ако не дава плод човекот, која е смислата иначе? Па еве, било каков плод. Значи може има и други плодови. Тоа ми е муабетов, така да тие луѓе, ако не дават човечки плод, тие можат да бидат општествени дејци, културни дејци, да бидат луѓе кои што црквата не се занимава со нивната професија, воопшто. Не, ама сега рече затоа што не дават плод. Така. Имаме од медицински причини луѓе кои што не можат да имаат плод. Има и мажи и жени. Затоа имаме начини на добивање на тој плод. Значи имаме ако и медицински може да се добие плод, ако некој сака, ако не може, значи имаме начин ние и значи битна е волјата на народот. Значи црквата не е против самите личности, туку против самата нивна пропаганда.
Бидејќи целата нивна пропаганда и начинот на живот нивни го загрозува начинот на мисли на самата смисла на бракот. Деконструира самата смисла на бракот. И во тој домен црквата дава критика дека она што не дава плод нема смисла да се нарече брак. Значи самите тие групи како ЛГБТ останатите бараат можност да му се даде да имаат брак. И се ни даваме, црквата дава конструктивна критика. Ако бракот на Адам и Ева даваше плод, тогаш еве во ова време, тоа било и порано, секако во историјата, која е смислата на бракот ако тие немаат ништо? Кои се плодовите на Адам и Ева? Па имале деца. Кои се? Имале деца. Добро. Ќе го завршиме тука. Да останеме да чепнеме, да си оставиме за втора дебата, па би можеле кој што гледам од секоја точка да биде една емисија. Дај Боже. Не смееме да ги осудуваме луѓето од 21 век според тоа дали ќе се множат или не може, тој од и бракот може да даде многу други плодови. Живењето на двајца во заедница може да даде многу плодови. Само една дигресија да направам. Доколку нашите родители не го гледале тој принцип, немало ние овде денеска да правиме млад. Во секој случај, ја не верувам дека нашите родители, не знам за твоите, ама јас знам за моите како дошла до тие две деца кои што ги имаат. Тоест јас и сестра ми. Така. И сигурно не им било, не знам, му било смислата на животот тоа. Напротив, имале затоа што сакале да има дете. Така, апсолутно. А не затоа што морат и затоа што тоа им е смисла на живот. Смислата на животот може секој еден, како што реков, може да сме природно неплодни. Може и маж и жена да е неплоден. И да нема медицински лек за тоа. И има еден куп луѓе кои што јас познавам еден, сега нема да ги именувам, еден од најпрекрасните парови во Прилеп кои што сме го имале, немаја деца. Ама тие како просветни работници толку плодови така направиле, а не гледам никаква пречка да биде геј парови тие кои што би ги направиле во општеството тие придвижувања и би направиле добри. Не зборуваме за нивната работа, како што реков. Значи јас сакам да кажам и дека има и други примери, еве теолошки малце да свртиме темата, кои луѓе кои со вера пристапиле и побарале од Бога да имаат деца и добиле. Може би за некои личности тоа не е наречам заверување или не е вероватно, но имаме доста примери. Не значи нешто што не го знаме дека не постои. Апсолутно, има една во медицината, тоа се нарекува плацебо ефект. Секој може да се гледа така, но примерите кои гледаме имаме доста примери во црквата, каде што навистина преку вера луѓе добиле деца. Фала му на Бог. Апсолутно има и во медицината го има објаснето, црквата ќе си верува дека е така, науката ќе си верува дека е така. Абсолютно. И сето тоа е супер, дека ги разговараме овие работи на најкултурен начин и ги... Би сакал да ја поздравам оваа емисија, бидејќи еден начин да можеме да дестигматизираме многу одредени. Апсолутно, се надевам дека ќе развиваме толеранцијата меѓу народот кој што се ствара. Значи, навистина не сакам да гледам луѓе кои што се стигматизирани тотално, тоест ќе речев стигматизирани безсмислено, секоја стигматизација е безсмислена и непотребна. Значи колку што е можно да работиме врз стигмата, заедно сите како општествени чинители, вие како свештени лица, како теолози, ние како медиумски работници, се надевам и во секоја сфера на општественото живење. И сега ќе отвориме последната тема, која што мене ми е една од може да се рече меѓу омилените, и си ја постои вака: дали во Македонија има надпревар меѓу верските заедници во окупирање на јавниот простор? Нема да иставам контекст, одговори на прашањето, па после ќе... Така ќе го разглобиме. Искрено мислам дека јавниот простор е наменет за секој граѓанин во Македонија и гледајќи на тоа дека како јавен простор
верските заедници си имаат потполна слобода, не само верските заедници, туку и сите граѓани да користат јавниот простор и на мислење и на делување. Надпреварот не би рекол дека е надпревар. Значи секој според нашето демократско право да си го изразуваме своето право на мислене и на вероисповед е онака како што е. Значи сите си го користиме просторот кој што ни е даден. Фала Богу што можеме да го користиме. Ако не би можеле да го користиме јавниот простор, не би имале никаква слобода. Црквата можам да кажам дека во самата своја историја тој јавен простор многу малце го имала искористено. И мислам и потикнувам и сега многу повеќе да го користи, бидејќи верата во Господ Исус Христос на христијаните, гледано од страна на другите лица, би рекол, или на оние што веруваат и на оние што не веруваат, е многу малце истражувано оде во Македонија. И мислам дека се повеќе треба да се одгатнува и се повеќе народот треба да сака да има разбирање, да сака се повеќе да јади од таа, да прашува, да се распрашува, да разглобува, за да види колку многу повеќе христијаните се оние кои навистина се многу повеќе маргинализирани од другите верски заедници. И јавниот простор го користат за да искаже својата слобода, ништо понатаму. Каков е твојот однос? Тоа може да се види на секој риче од влегување на секој град. Огромните крстови кои што ги имаме започнале во далечната 2000 година со Милениумскиот крст во Скопје. Крстот е знак на христијаните воопшто. Тоа знаеме, однос да се градат такви масивни, огромни градби кои што се прескапи, истовремено во една држава која што е таква каква што е, дали се вака ќе го преформулирам прашањето, дали според тебе имаме $500,000 да речеме, колку што би коштал еден таков крст, не кошташе милиони, милионскиот, дали да нахраниш со тие пари, имаме еден куп домови за деца без родители. Апсолутно. Имаме еден куп имаме веќе и бездомници за жал, кои што за ова не беше нешто секојдневно, ама ги имаме. Да. Имаме домови за стари лица кои што не личат на ништо, населението не старе, не знам како. Да. Ако ги пресметаме, и што е по-христијански, да го направиш тој огромен крст од железо и светилки, ништо повеќе не е. Така. Или да продействуваш со тие пари да... Апсолутно се согласувам со твојата идеја и ова идеја треба да биде афирмирана, бидејќи ја продлабочува смислата на крстот. Самиот крст, смислата на крстот е страданието, е љубовта на Бога према народот. Крстот не е некој обличие, да кажеме, да се изразиме ни дека ако ние во градот Прилеп имаме крст, дека навистина ние сме христијани. Не. Најбитната цел на христијаните тука да биде крстот. И она што го кажа ти, дека многу е побитно да се нахранат нехранетите, да се посетат болните, да се помогни на оние кои се сиромашни, е главна примерна цел. Апсолутно. И во тој домен сакам да кажам дека црквата го работи тоа. Не можам да кажам дека навистина црквата го направила тој крст што е во Прилеп. Не зборувам, и да воопшто црква да нема денар да за тие пари, некој христијанин го направил. Некој го направил, во ред. Кој што се декларира како голем христијанин и сака да имаме на највисокото место на Прилеп крст. Дали е по-христијанско секој што ќе влези во овој град и уште од Плетвар ќе го види прво крстот, или кој ќе влезе во Прилеп и ќе види, не знам, подобри улици, подобри старски доми, подобра болница. Да нема бездомници, така, апсолутно се согласувам со тоа. Апсолутно. Тоа не е поентата на верата. Да се истакнува секаде. Поентата на верата ние што ќе направиме со нашата вера. Дали ќе нахраниме гладен. Бидејќи во самата вера Христос нас ни кажува во секое лице да го гледаме лицето на Христос. И тоа е нашиот живот.
Ние доколку извадиме наградите големи крстови, ако носиме, нема да не направи поголеми христијани, апсолутно. Но треба да се афирмира и таквата идеја. Апсолутно ја поздравам таа идеја. Ако идејата на верата не е тоа, действувањето на религијата и на црквата, кажува сосема затоа што ги има најимпозантните згради, со најскапи, значи, кој ќе земиш една свештено лице. Од капите, не знам како се вика, Митра. Од митрите кои се исклучително скапи капи, така? Така во ред. Така. Но- Тоа делува на кралско, на луксус, од лустерите кои ќе влезеш во... Видете во- вак, само да во- кажеме на работа. И не те прекинувам Така. повеќе и да речеме, че ни стари населението се намалуваме, а ние градиме секој ден се повеќе цркви, се помалку има луѓе внатре. Црквите, дај Боже да беа од црквата градени и ќе беа онолку колку што се и помалце ќе беа. Бидејќи црквата не ги гради самите згради, како што рековте, храмовите, туку сите се од народот. Така. Значи сите се од буџетот на народот, од сите они што ставале во прилог за да се изгради храм. Храмовите не се посветени само за да ги посетуваме и за да бидат велелепни така. Некој осетил благодат, некој осетил благосостојба во себе, некој видел добро, некој добил нешто од Бога и го дарил тоа од црквата. И затоа се такви тие. Сега, од друга страна, дали населението старее, секако дека старее, но црквата секојдневно и секата неделно можем да кажам дека во своите проповеди и во својата мисија делува на се повеќе да се размножува населението. Сушност и во самите венчавки фала му многу што да ги имаме колку што ги имаме и се надевам дека се повеќе ќе се множат, но самата проповед на венчанието и во бракот е да се размножуваме. Затоа вика Господ, нели како што им рекол на Адам и Ева, да се множат и да владеат земјата и да ја населуваат. Така и сега црквата истата има таа проповед која им ја дава на секој младоженци. И во тој домен не е црквата, да речам, или верата крива, да речеме, во еден домен, дали населението се повеќе се намалува или се зголемува. Тоа е сето последица на нашиот живот. Пред да ти се заблагодарам за гостувањево, ќе те прашам најверојатно што никош не си помислил дека некој ќе те праша како теолог, а тоа е дали на вистина, искрено и од срце и со сета логика на млад, интелигентен човек веруваш дека Исус е роден од девица и дека на третиот ден после смртта воскресна. Која би била поентата инако ако не верувам во тоа? Зошто сум теолог? Има доста многу истражувања и што ги правеле и дебати. Не е битно дали тој се родил од девица и дали на третиот ден воскреснал спрема Библијата и спрема историските настани. Најбитно од се и кај секој православен христијанин едно што го верува да го осети во срцето. Дали во неговото срце тој воскреснал. Бидејќи со самото негово воскресение на секој човек, значи животот, поентата на нашиот живот е да воскреснеме. Бидејќи секој онај кој верува во воскресението, ние веруваме во самиот символ на верата на христијаните, вика: го чекам воскресението на мртвите и животот во идниот век. Амин. Тоа што значи дека ако јас не верувам во она што го исповедам, значи не сум верник, сум неверник. Значи, ние верувајќи во животот во идниот век, така наставуваме верници. Во тоа веруваме, во тоа се надеваме и во тоа живееме. Се може да биде преку личноста и во личноста на Христос. Фала ти за гостувањето. На убавиот муабет, се надевам дека бевме провокативни, барем ако ништо повеќе, и дека поттикнуваме или ставаме подлога за една дебата која што треба да се одвива што е можно пошироко и на крајот на краиштата да ги разлобаме еден куп работи кои што се за некои мистериозни, за некои мистични, за некои логични, за некои нелогични. Важно е да разговараме и на крај
после сите дебати да испиеме пријателско кафе. Апсолутно. Сакам многу да се заблагодарам за вашата покана, бидејќи овие теми не би биле доприлепчени, би рекол, до вашата публика достапни, ако еве вака не ме викневте на една дебата, да ги разглобиме сите работи. И би сакал се повеќе, ве давам еден апел до вашите гледачи, до граѓаните на Прилеп, се повеќе и повеќе, се што не му е јасно во црквите да одат и да ги посетуваат и да прашуваат. Се оно што не му е јасно во верата и во животот во нашата вера, да прашаат. Бидејќи ако самите си го толкуваме нашиот живот во верата, многу ќе забегаме. Така настанали другите деноминации, набитно се е да прашаме. Човек, вие ме викнавте, ме повикавте, ме прашавте и разглобивме многу теми. И тоа е една голема работа, цел и чини за поздрав. Важно е да прашуваат. Секој, а кај ќе праша? По избор. Дали во некој учебник на некој физичар, хемичар, биолог и така натаму, дали во црква, важно е да се одлучи секој со сопствена волја. Вас ви благодарам што гледавте и се гледаме во следно издание на Отворени муабети следната среда.